Започнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за измени на правилникот за регулирање тарифи за пренос и дистрибуција на природен газ. Со измените се овозможува од 1 август до 15 октомври годинава, односно до почетокот на грејната сезона, цената за пренос на газ да биде пониска до 50% од реалната. Како што велат од регулаторна, ова се нуди заради значително намалената потрошувачка на газ во овој период од годината. Со ова вест започнуваме, а во продолжение следува генерална најава. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бара од медиумите за референдумот да известуваат професионално без заземање страна. Скопско лето годинава достигна бројка од 30.000 посетители. Општина Киселавода се приклучува на глобалната акција за мапирање и чистење диви депонии. 25 заштитни шлемови за општинскиот противпожарен сојуз Илинден од компанијата Текспорт. Медиумите за време на референдумот да известуваат професионално, да не заземаат страни при известувањето и да не емитуваат пораки, насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјата, кон поттикнување, повикување или кон разгорување воена агресија, говор на омраза или да поттикнуваат национална, верска, расна и етничка омраза, ксенофобија или други форми на омраза, повика денеска Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во пресрет на референдумот кој вчера го изгласа Македонското собрание, а треба да се одржи на 30 септември, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска потсети дека медиумите се обврзани правилно и непристрасно да известуваат. Како што посочи директорот на агенцијата Зоран Трајчевски, строго се забранува заземање страна при известувањето, како и емитување пораки насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјата. Известувањето за референдумот треба да биде во согласност со одредбите и принципите утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и со Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Оттаму програмите на радиодифузерите не смеат да фаворизираат која било од заинтересираните страни во референдумот, не смеат да содржат информации и пораки насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на земјата, кон поттикнување, повикување или кон разгорување воена агресија, говор на омраза или да поттикнуваат расна, верска, етничка и национална ксенофобија или други форми на омраза. Трајчевски појасни дека агенцијата има изработено препораки кои сега се во нацрт верзија за известувањето на медиумите за референдумот. Препораките, рече, ќе бидат финални после 17 август, откако детално ќе бидат разгледани сите забелешки и предлози, што може да ги даваат и самите медиуми. За време на кампањата може да се објавуваат анкети, но јасно треба да се наведе нарачателот, институцијата која го спровела, периодот на спроведување, применетата методологија и големината на испитаниот примерок. Анкетите може да бидат пуштени во етерот најдоцна 5 дена пред референдумот. Со препораките се регулира платеното политичко емитување кај комерцијалните радиодифузери, како и однесувањето на јавниот сервис, кој има обврска да емитува програми за информирање на граѓаните, за начинот и техниката на гласање, да ги покрива сите аспекти на референдумот. Во однос на платената јавна пропаганда на радиодифузерите, не се доделува дополнително време за рекламирање на комерцијалните радиодифузери, поради што времето ќе се смета во рамките на лимитите за рекламирање од 12 минути на реален час. Платената јавна пропаганда треба да биде одвоена од другите рекламни пораки и видливо означено како платена јавна пропаганда, а нарачателот мора да биде јасно означен во текот на целото време траење. Радиодифузерите треба да создадат услови за еднаков пристап на заинтересираните страни во референдумот до облиците за платена јавна пропаганда. Ценовниците за платената јавна пропаганда радиодифузерите треба јавно да ги објават и да ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За разлика од комерцијалните радиодифузери, јавниот сервис не може да емитува платена јавна пропаганда. Од друга страна, има обврска да емитува програми за информирање на граѓаните за начинот и техниката на гласање,
Тие треба да ги покриваат сите аспекти на референдумот. Тога јавниот сервис треба да организира стручни дебати и емисии за референдумот од повеќе аспекти. Сите облици на јавна пропаганда поврзана со референдумот мора да завршат најдоцна 48 часа пред денот на гласање. За време на референдумскиот молк, радиодифузерите треба посебно да внимаваат до завршување на гласањето, да не емитуваат информации, изјави, соопштенија и други облици на известување со кои може да се влијае врз одлуката на граѓаните. Донација од 25 заштитни шлемови денеска доби Општинскиот противпожарен сојуз Илинден од австриската компанија за производство на заштитна облека Техспорт. Компанијата во економската зона Марино Кадино треба да започне со работа од септември и се очекува да бидат отворени од 450 до 500 нови работни места. Австриската компанија за производство на заштитна облека Техспорт донираше 25 заштитни шлемови за Општинскиот противпожарен сојуз Илинден. Во присуство на градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, донацијата ја предаде сопственикот на компанијата Техспорт Омар Шнајдер. Како што информираат од општина Илинден, сопственикот на компанијата истакнал дека се надева оти овие заштитни шлемови ќе бидат употребувани како превентива за вежби и обуки и дека ќе нема потреба да бидат употребени во гасење на пожари. Компанијата Техспорт во локалната економска зона Марино Кадино изгради фабрика за производство на заштитна облека, која според најавите на сопственикот треба да почне со работа во септември. Погонот е на површина од 5000 метри квадратни и според инвеститорот се очекува да бидат отворени 450 до 500 нови работни места. Инаку во рамки на Општинскиот противпожарен сојуз Илинден функционираат 6 доброволни противпожарни друштва и единици во населените места Илинден, Ајватовци, Мршевци, Делјадровци, Бујковци и Бучинци, со вкупно 80 активни членови. Општина Кисела Вода се приклучува на глобалната акција за мапирање и чистење диви депонии. Од општината информира дека целта на акцијата е да се оформи мапа на која ќе бидат обележани локациите на дивите нелегални депонии на отпад и тие да се исчистат. Општина Кисела Вода преку соопштение ги повикува граѓаните да бидат активни учесници во глобалната акција за мапирање и чистење диви депонии, чија цел е да се оформи мапа на која ќе бидат обележани локациите на дивите нелегални депонии на отпад и тие да се исчистат. Како што информираат од општината, заинтересираните граѓани за првата фаза, лоцирањето, можат да се пријават до средината на идниот месец. Во втората фаза, граѓаните ќе може да се вклучат на 15 септември годинава, кога општината првпат ќе се приклучи на најголемата глобална акција за расчистување на отпад диви депонии. Во Македонија, акцијата за расчистување на отпадот се спроведува во организација на Сдруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green од Скопје, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Со концертот на Камерниот оркестар вечерва завршува 39-то издание на Скопско лето. Бројот на посетители според организаторот Дирекцијата за култура и уметност Скопје е во рамки на просекот меѓу 20.000 и 30.000, а најпосетен настан бил концертот на Јелена Томашевиќ, што се одржа во Македонската опера и балет. Вечерва завршува 39-то издание на Скопско лето со концерт на Камерниот оркестар на музичката младина на Македонија. Од 21 јуни, кога фестивалот во главниот град традиционално се отвора, празнувајќи ги истовремено почетокот на летото и Светскиот ден на музиката, до денеска имаше 60 на настани со речиси 1000 домашни и странски учесници. Бројот на посетители според организаторот Дирекцијата за култура и уметност Скопје е во рамки на просекот меѓу 20 и 30.000. Посетеноста е секогаш проценка затоа што содржините на фестивалот се главно бесплатни и многу од нив на отворени простори каде што публиката е во движење. Во изјава за МИА, директорот на Дирекцијата за култура и уметност Никола Глигоров вели дека Скопско лето и годинава со разновидноста, квалитетот и атрактивноста на програмата беше ударно во културниот живот на Скопје од 21 јуни до 31
јули. Оценката е позитивна и задоволителна и ја темелиме на тоа дека она што го најавивме успеавме да го реализираме. Меѓу настаните со најголем одзив од публиката годинава Глигоров ги спомна представата Ричард III на Загребскиот театар Гавела и концертот на Јелена Томашевиќ во преполната сала на Македонската опера и балет, како и концертот со музичарките од Шпанија, минатиот вторник во музејот на град Скопје. Според Глигоров, публиката е разновидна затоа што и програмата е таква. Покрај постојната и верна публика која го следи фестивалот со децении, Скопско лето има и нова млада публика. Наскоро ќе бараат од надлежните институции поддршка за 40-тиот годишен јубилеј идното лето. Имаат планови за програмата и веќе за гостите од странство се разговара со амбасадите и со странските културни центри, со кои овој фестивал има долгогодишна соработка. Во 39 лета имало повеќе од 2000 програмски содржини и илјадници уметници. Дирекцијата е организатор и координатор на програмата, но суштината и душата на Скопско лето, вели директорот на фестивалот, му ја даваат уметниците и културните институции, пред се од Скопје и од Македонија. По старост, Скопско лето е втор летен фестивал, основан 19 години по Охридско лето и бил инспирација за такви и слични манифестации низ Македонија и образец по кој се формирале летните фестивали во Битола, Штип, Прилеп. Почнал во 1980 година со идеја нешто да се случува во летните месеци, кога по завршување на сезоната на институциите од културата има празнина од јули до септември. Најпрво се организирале фолклорни концерти на тогаш релативно новиот кеј на Вардар. Потоа се проширил со концерти на мали рок групи низ градот и спонтано се сватило дека тоа и му треба на Скопје. Глигоров вели дека на самиот почеток се инсистирало фестивалот со својата програма да ги анимира отворените простори и да открива нови локации кои им биле непознати дури и на жителите на Скопје. Настаните на Скопско лето своевремено се одржувале од Ченто до Ѓорче Петров, од Матка до Марков манастир. Куршумли Ан, например, првпат е употребен како сценски простор токму на овој фестивал за солунски патрадии на Драмскиот театар. Од 30 јули до 4 август ќе се одржува младинскиот турнир во фудбал Пандев Куп 2018. На плоштадот Делфина во општина Карпош беа пречекани младите фудбалери од 32 екипи од Македонија, но и од земји од регионот. На плоштадот Делфина беше отворен младинскиот турнир во фудбал Пандев Куп 2018. По тој повод во населбата Влае, Фудбалската академија Пандев организираше спортски настан за пречек на младите фудбалери од 32 екипи од Македонија, но и од земји од регионот, кои ќе се надпреваруваат во периодот од 30 јули до 4 август. Главен иницијатор за организација на овој регионален спортски турнир е фудбалскиот великан Горан Пандев. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев истакна дека примарна цел на локалната самоуправа е зголемена помош за младинските спортски таленти од Карпош. Тоа се покажало, како што рече, со квалитетни училишни лиги кои овозможуваат надпревари меѓу учениците во текот на учебната година. Богоев истакна дека ова лето се работи на обнова на повеќе училишни дворови кои прераснуваат во спортско-рекреативни центри. Станува збор за основното училиште Петар Попарсов, основното училиште Војдан Чернодрински и основното училиште Јана Москоменски. Општината доделува и финансиска поддршка на младинските школи на клубовите од Карпош, со цел спортистите да имаат тренинзи во подобри услови. Градоначалникот ја најави и изградбата на ново фудбалско игралиште на песок на кејот на реката Вардар, во рамки на Адреналинскиот парк. На целата територија на општина Аеродром деновиве се спроведуваше акција за расчистување на кабаст отпад кој граѓаните несоодветно го оставиле на јавна површина. За да не се остава на јавна површина отпад, граѓаните можат да добијат ваква услуга и другите денови, информираат од општина Аеродром.
Општина Аеродром деновиве спроведе еколошка акција за расчистување на кабаст отпад кој граѓаните несоодветно го оставиле на јавна површина. Како што информираат од општината, акцијата што изминатите неколку дена се реализираше на целата територија на општина Аеродром се спроведе во соработка со јавното предпријатие Комунална хигиена. Од Аеродром информираат за да не се остава кабаст отпад на недозволена јавна површина, постои можност ваква услуга граѓаните да добијат и во други денови со одреден надомест, за што подетални информации може да се добијат на дежурниот телефон 0800 222 33. Се чисти коритото на Вардар од страна на јавното предпријатие Улици и патишта. Екипите на предпријатието рачно ја чистат нискостеблестата вегетација, а машински се чисти коритото од градежен шут и од наносите на надојдените води од обилните врнежи од дожд. Екипи на јавното предпријатие Улици и патишта Скопје го чистат коритото на Вардар, согласно со програмата за негово одржување, како и на притоките на Вардар, реките Серава, Лепенец, Треска и на отворените канали на подрачјето на град Скопје за 2018 година. На потегот од мостот Гоце Делчев до полигонот под Кале, екипите рачно ја чистат нискостеблестата вегетација од косините и до кејот на реката Вардар, а со багери машински се чисти и коритото од градежен шут и од наносите на надојдените води од обилните врнежи од дожд. Рачното чистење на вегетацијата, како и машинското чистење на минор коритото на реката Вардар во централното градско подрачје ќе продолжи во текот на наредните денови, соопшти град Скопје. Корисниците од дел од улиците Аминта Трети и Чедомир Миндеровиќ во општина Центар утре од 9 часот ќе останат без водоснабдување. Причина за прекинот, како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи, е промена на затворач на водната мрежа. Вода нема да има до завршување на интервенцијата. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре без струја ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Карпош и Центар. Корисниците од објектот спротили згалиштето на ВИП арената спортски центар Борис Трајковски во општина Карпош утре од 14 часот до 15 часот и 15 минути ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 8 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат и корисниците од улицата Дебарца број 46, а од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути дел од корисниците од улиците Питу Гули, Ганчо Хаджипанзов и Димитар Пандилов, како и амбасадата на Република Полска во општина Центар. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипи на Евана Македонија АД. Времето денеска променливо облачно со локална нестабилност со пораен дожд и грмежи, претежно во планинските реони. Метеоролозите најавуваат дека до петок ќе се задржи променливо облачно на места, а особено на планините со пороен дожд и грмежи. Поинтензивни и почести врнежи од дожд ќе има во четврток и петок. За време на викендот се очекува постабилно и потопло време. Денеска температурата достигна до 31 степен, а утре се очекува да достигне до 32 степена. В четврток температурата ќе се движи од 20 до 30 степени, петок од 18 до 30 и сабота од 17 до 31 степен. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска, во продолжение следуваат и спортските вести. Довидување.